Време е за нашето утринско будење на некои 13 на минути пред 8 часот. Доволно време да знаеме кои се новите информации кои што ни пристигнуваат од Битола, поврзани со новата сезона на камерниот оркестар, кој што ќе започне со еден убав концерт, но за тоа во продолжение во нашето утринско будење заедно со Љупчо Милевски. Љупчо, добро утро. Добро утро од Скопје. Добро утро. Аз во вашето студио, како и до гледачи. Претелмам на Олеј живиот широк во моментот. Да, одличен поглед кон Широксока, иако верувам дека малку имаме некоја мала пречка во тонот, но верувам дека тоа ќе се подобри, ако нешто е Љупчо од кај тебе или не знам тоа колегите од режија, како и да е, верувам дека тоа ќе биде добро, за да може да се информираме за она која е наша денешна тема, а тоа е новата сезона на камерниот оркестар Битола, која што започнува со еден убав концерт, вечер на романтични балади, и верувам дека така во таа близко со публиката или да речеме енергијата која што се чувствува и при тоа уживањето на публиката е една посебна сатисфакција, особено за оркестарот, но и дополнителна инспирација, иако како и можеби останатите оркестри кај нас или ваквата организација исто така подлежи на предизвици, сепак подготвени за да започнете новата сезона. Така е, нашата концертна сезона 2026 година камерниот оркестар ја започнува на 24 февруари во офицерскиот дом во Битола со концерт наступен романтични серенади. На програмата ќе бидат дел од истакнатите светски композитори Петар Илич Чајковски, Антонин Дворжак и Јозеф Сук. Диригентот на концертот ќе биде нашиот колега и ценет, почитуван колега Владимир Димовски, кој што морам да напоменам дека е еден од најзаслужните луѓе кој што денес оркестарот е прерасна во една национална институција. Одлично, да, со тоа што вистина живееме во едно брзо време, Љупчо, дигитално, и чинам дека баладата некако како форма секој пат ни е потребна, нели, како простор на некоја забава, и еве би прашал со оглед на тоа дека станува збор можеби за една од најинтимните форми, ако може мака легитимно да се изразам, кога се или како се трансформира таа интимност кога се изведува, да речеме, во придружба со камерен оркестар. Подолго време размислуваме околу репертоарот за баладата и одлучивме дека сепак овие серенади, романтични серенади, се поблиску до малци до пошироката публика, затоа се одлучивме да ги изведеме. Понатаму во нашата концертна сезона ќе имаме и други дела. Меѓутоа, за отворањето на нашата концертна сезона баш се одлучивме со серенади, бидејќи сметаме дека сепак се поблиску до пошироката публика. Она со особена чест и радост која што можам да го најавам од оваа сезона, дека ќе планираме да воведеме еден убав традиционален великденски концерт, посветен на духовната музика, кој ќе прерасне во убава традиција, се надевам. Да, одлична идеја, особено за таков убав празник, и верувам добре дојдено за оние кои што често знаат да се најдат во публиката на вашите концерти, и тоа ќе биде уште еден повод и одлична можност и тогаш да се поврземе, а можеби и во нашето студио. Но имаме можност еве да ја најавиме оваа нова концертна сезона. Рековме 24 февруари ќе биде почетокот со токму концертот вечер на романтични балади, да потенцираме за сите гледачи дека влезот е слободен, така, и дека концертот е замислен како едно емотивно музичко доживување и достојно отворање на новата сезона, со оглед на тоа што оркестарот под диригентската палка на Владимир Димовски ќе понуди на публиката една внимателно одбрана програма посветена на романтичниот израз во музиката со делот Антонин Дворжак, Јозеф Сук и Петар Илич Чајковски. Ете, малку плюс нешто за оние кои што можеби се подготвуваат или пак барем сега дознаваат и ќе сакаат да дојдат на 24 февруари. Да. Акцент можеме да ставиме на нашите следни проекти во текот на концертната сезона 2026. Особено ми е драго што оркестарот за прв пат ќе настапи на Охридско лето. Во рамките на фестивалот на Охридско лето, камерниот оркестар ќе настапи со концерт насловен "Внатрешниот глас на виолончелот и виолината". Како прв пат како солист ќе настапи светски познатиот виолончелист Емил Ровнев,
заедно со нашиот виолинист Симон Поповски, член на нашиот оркестар, и еден од истакнатите млади уметници на македонската сцена. Концертот ќе биде под диригентската палка на Евгений Шербаков од Канада. Значи имаме и други проекти кои што вред да ги споменам. Исто така оваа година јубилејниот концерт на Камерниот оркестар, кој свечено ќе го одбележиме денот на основањето на институцијата. На концертот ќе диригира нашиот ценет и реномиран диригент маестро Боријан Цанев. Програмата ќе вклучи дела од Бела Барток, малце нормално Дебиси. Во самата завршница на концертот публиката ќе има можност да ужива во духовитата и виртуозна композиција Happy Birthday од Петер Хендрих. И така, тоа се некои проекти, да не ги најавуваме сите. Споменав дека со особена чест и радост најавувам великденскиот концерт, кој што се надевам дека ќе прерасне во традиција на Камерниот оркестар и на нашиот град Битола. Супер. Да, ова ќе биде навистина богата година, односно повеќе настани или концерти на Камерниот оркестар. Точно нема липче да ги споменуваме сите во интерес на времето, но сигурно ќе го споменеме, она барем што е најавено е дека веднаш по отварањето на сезоната ќе бидете дел и од концертот За секогаш во срцето, кој по 8 пат ќе се одржува во Битола, посветен на нашиот Тоше Проевски. Да, и тој концерт веќе можам да кажам дека и традиционален. Сепак не поврзува Тоше Проевски нормално со градот Битола. Тоше Проевски беше ученик во Средното музичко училиште во Битола. Па еве во оваа прилика ќе ве поканам и вас нормално да гостувате на нашиот концерт. Да. И добро што спомена Љупчо, вака генерално неколку значени датуми со можеби искуството кое што ќе го имате на Охридското лето, можеме да кажеме дека во поширока концепцијска смисла ќе имате баш едно носталгично патување низ различни форми, меѓутоа започнуваме со романтиката како форма, така што уште еднаш ќе потсетиме во месец кога некако нели доминира формата на љубов или пак самите теми се провлекуваат и низ нашата заедница. Добро е што и оваа почитувана установа која што со визија од пред некоја година нели некако потикна да се основа и Камерниот оркестар поканува утрово на Телма телевизија да биде и дел од овој концерт како почетна фаза концертна календарска за годинава која што ни предстои. Благодариме. Само да кажеме, извини Марче, бидејќи голем репертоарот, ќе ги интересира гледачите, каде ќе може да се информираат? И на нашата веб страница, на социјалните мрежи редовно ги рекламираме нашите концерти. Да. Така нашата публика знае веќе каде да се информира. Добро. Да, претпоставам дека како што кажа, таму врне Љупчо во Битола? Да. Да, врне. Вчера беше многу хубаво времето. Се надевам дека ќе биде денеска така, меѓутоа ние музичарите малце и потешко функционираме на утро, така да кога е врнежливото уште повеќе малце допринесува Да, верувам и дека не би сакал да си во Скопје, барем во овие утрински часови кога се случува сообраќај, метеж и кога најчесто можеби нели поради вакви обилни врнежи се случува и мал колапс што се вели, така што посакуваме убав ден, нека биде баш така некако безбедно за сите вас и се слушаме и се гледаме на концертните активности заедно со вас. Благодарам на поканата, чести задоволство ни да бидеме дел од вашата утринска програма. Продолжете вака со вашата професионалност и поддршката која што ни ја пружите. Благодариме Љупче за овие утрински минути посветени на утринска на Телма се со цел информации за активностите и новата сезона на Камерниот оркестар Битола. Правиме кратка пауза и ги најавуваме вестите во 8.